Гнезден во питомите падини на Баба планина, отворен само кон североисток, оддалечен 30 километри од Прилеп, на надморска височина од 1250 метри, се наоѓа градот Востаник, градот музеј Крушево. Овде во овој град, во оваа куќа, во која во бурните августовски денови во 1903 година е прогласена Крушевската република, е сместен меморијалниот музеј, кој ни ги открива настаните што му претходеле на Илинденското востание, неговиот тек и неговиот крај. Но пред да не запознае со сите тие настани, музејските експонати не упатуваат на историјатот на овој град. Најстар познат извор за постоењето на Крушево датира од 1467 година, во кој Крушево се споменува како Мезра, тоест село во формирање, што влегувало во составот на поседите на Хусеин бег, кој го држал Прилеп и 31 село. Според една легенда, името Крушево му го дал еден турчин, извикувајќи Куш Ова, што значи гнездо на птиците. Македонија, како дел од Отоманското царство, преживува нечуен терор. Турската власт, одметниците од власта и разни плячкашки банди, ги напаѓаат недолжните жители од Македонија, одземајќи им се што може да се одземе. Како одговор на тоа, од поробениот македонски народ се почесто се издвојуваат оние кои со револт и оружје му се спротивставуваат на османлискиот терор. Тие се организираат во ајдучки чети, кои представуваат страв и трепет за османлиите. Од втората половина на 16 век па се до крајот на османлиското владење, ајдуцтвото во Крушево, како и во другите краишта на Македонија, било речиси постојана појава. Од 1820 до 1839 година, османлиската власт во своите документи признава дека не можела да ја ликвидира ајдучката чета на Демир Трајко од Крушево, која крстосувала до Олимпик Крит, Босна, Црнагора, Албанија и назад до Битолско и Крушевско. На територијата на Македонија од 66.725 квадратни километри, која се простира од Шарпланина и Скопска Црнагора, Осогово и Рила на север, Родопите на исток, Егејското море со Олимп и Пинд на југ, до Мокранска гора, Јабланица и Кораб на запад, кон крајот на 19 век живееле 2.301.761 жител. Сите тие по силата на Берлинскиот мировен договор, склучен помеѓу големите сили во 1878 година, останаа да стенкаат под јаремот на османлиите. Тогаш, во Македонија, поле на крвави поробувачки игри, се засилија и аспирациите на новосоздадените балкански држави – Бугарија, Србија и Грција, кои се надпреваруваа во ширење на своите духовни влијанија со цел да го асимилираат македонското население. Овие документи и фотоси ни зборуваат дека само во Крушево,
Кон крајот на 19. век имало и грчки, и бугарски, и српски училишта. Меѓутоа, како во другите градови, така и овде, покрај борбата против османлискиот терор и робството, се водеше и борбата против духовното поробување. Во Крушево, уште во 1869 година, напредните крушовчани им се спротивставија на грчките пропаганди и го исфрлија грчкиот јазик од една крушевска црква. Најактивни поборници во таа борба беа Христо Поп Стефанов, Иван Божинов Шумков, и особено Стојан Везенков. Тоа е и време кога ширум Македонија се јавуваат буни и востанија, како Разловечкото, Кресненското, а во низа места во Македонија се создаваат револуционерни кружоци во Солун, Штип, Битола, Прилеп. Тие се создаваат и меѓу македонските печалбари или ученици во Софија и Пловдив и преку нив отпочнува акција за примената на член 23 од Берлинскиот договор. По овој член, османлиската влада беше задолжена да воведе реформа во Македонија во духот на реформите на Крит од 1868 година. Како резултат на овие акции се јави потребата од создавање една општа револуционерна македонска организација. Така на 23. октомври 1893 година во Солун се удрени темелите на тајната македонско-одринска револуционерна организација на чело со Даме Груев, Христо Батанџиев, Иман Хаџи Николов, Антон Димитров, доктор Христо Татарчев и Петар Попарсов. Проширувањето на организацијата ја наложи потребата од одржување на пошироко советување, кое беше свикано во Ресен за време на посветувањето на црквата Свети Кирил и Методи. Тоа се случи помеѓу 15 и 18 август 1894 година и тогаш беа донесени решенија за вооружување на населението и за ширење на печатната пропаганда, како и формирање на внатрешна македонска револуционерна организација. Меѓу учесниците беа Даме Груев, Глигор Попето и Александар Панов. Две години подоцна, летото 1896 година, на Солунскиот конгрес е прифатена политичката програма која го определи револуционерниот профил на национално-револуционерното движење во борба за ослободувањето од османлиското робство, пропагандите и претензиите на соседните балкански држави. Територијата на Македонија беше поделена на 5 револуционерни округа, а Гоце Делчев и Ѓорче Петров беа избрани за задгранични представници и добија задача да го изработат уставот на организацијата.
Во организацијата се влегуваше со полагање заклетва пред символите на револуционерната организација, Евангелието, пиштолот и камата. А во глава 3, член 5 од Уставот пишува: член на организацијата може да биде секој жител на Македонија, без оглед на неговата национална припадност, религија и политички разбирања, само ако ги прима принципите на организацијата и ако се бори за ослободувањето на Македонија. Се заколнувам во верата, совеста и честа, дека ќе работам за ослободувањето на Македонија и Одринско со сите своји сили и средства и дека никогаш не ќе ги предадам тајните на револуционерното дело, а во случај ако тоа го сторам, да бидам убиен со овој револвер или со оваа кама што ја целивам. Амин. Годината 1893, во која е создадена тајната Македонско-Одринска револуционерна организација, се совпаѓа со создавањето на првите социјалистички групи во Македонија на чело со Васил Главинов. Двете организации соработуваа врз база на заеднички ставови по основните прашања: ослободувањето на македонскиот народ од беговско-феудалниот систем преку вооружено востание, борба против шовинистичките пропаганди на соседните балкански држави и борба за независна македонска држава. Социјалистите, меѓу кои особено се активни Веле Марков, Никола Петров Русински, Никола Карев и Лазар Главинов, брат на Васил Главинов, својата борба ја спроведуваат и преку низа статии и написи во органите на социјалистичкиот печат, Револуција и политичка слобода, а особено низ брошурата Македонија на македонците од Васил Главинов. Во 1900 година, на 3 јуни, во местноста Калека и Крушево, на својата прва конференција, социјалистите решија целосно да ја прифатат програмата на натрешната Македонска револуционерна организација и мнозина социјалисти станаа функционери на организацијата и војводи на револуционерни чети, меѓу кои особено се истакнаа Никола Карев и Веле Марков. Прошетката низ меморијалниот музеј на Илинденското востание и Крушевската република не упатува понатаму на документите кои зборуваат за јакнењето, омасовувањето на организацијата и подготовките за востанието. За релативно краток период од своето оснивање, револуционерната организација имаше создадено гусна мрежа комитети и чети која крстосуваа Македонија и за чии движење особено се грижеше Гоце Делчев. Идеолог и стратег, овој човек беше всушност душа на македонското револуционерно движење. Јас не сакам востание со луѓе кои ќе ме напуштат при првиот неуспех, велеше Гоце. Јас сакам револуција со граѓани кадарни да ги понесат сите искушенија на една долготрајна борба, каква поради жестоките политички услови ќе биде и нашата. Или ќе водиме говедена кланица. Свесен за сложеноста и за жестокоста на политичката ситуација на македонскиот народ, Гоце Делчев бараше и спроведуваше темелни подготовки за востанието. Со своите најблиски соработници Ѓорче Петров, Јане Сандански и Димо Хаџидимов се грижеше за идеолошка пропаганда на движењето преку низа публикации како што се Слобода или смрт, Бунтовник, Дело, Лоза, Глас македонски и други. Гоце Делчев
особено внимание му посветуваше на снабдувањето со оружје. Во сите револуционерни окрузи беа организирани тајни канали за пренесување оружје, а во Крушево постоеше и тајна леарница за куршуми и бомби. Тодор Борјар беше еден од најпознатите мајстори оружари. Тој го конструира и легендарното Црешово топче. Истовремено се собираше и парична помош преку доброволни прилози, членарини, а и преку уцени на бегови и видни личности кои ја посетуваа Османлиската империја на Балканот. Така ке дојде и до прочуената афера со американската мисионерка Мис Стон, чие грабнување го организира Јане Сандатски. Музеот во Крушево со овие неколку документи и фотоси не воведува и во струјата позната под името врховизам. Во 1895 година е основан комитет на македонските друштва кои засолнати од османлиите действувале од Софија. Членовите на овој комитет на чело со Иван Гарбанов и Борис Сарафов застануваат на позициите на бугарската буржуазија, со која раководат интересите на хабсбурговците. А нивните интереси беа спротивни на интересите на македонската револуционерна организација, зад која стоеше македонскиот народ. Со вешти политички игри, тие предизвикуваат низа неуспеси на револуционерните сили, вршат предавства, убиства, афери. Една од најпознатите е секако ракитничката афера, во која предаден на турскиот аскер загинува со својата чета Веле Марков, социјалист и револуционер. Тоа се случило во селото Ракитница на приодите на Крушево во 1902 година. И денес, во речиси на пуштеното село Ракитница, во еден агол од селските гробишта, стои надгробната плоча на гробот на Веле Марков. Неколку месеци подоцна и Гоце Делчев ќе стане жртва на бугарската буржуазија, која со врховистите се служи како со маша. Иван Гарбанов и неговите луѓе успеваат да се вовлечат во Централниот комитет на внатрешната македонска револуционерна организација. На Солунскиот конгрес во јануари 1903 година, искористувајќи го отсуството на Гоце Делчев и на Ѓорче Петров, тие успеваат да добијат мнозинство гласови за кревање на востанието истата година. Гоце Делчев одлучно и жестоко и се спротивставува на ваквата одлука на Централниот комитет, но не ќе успее. На 4 мај 1903 година Гоце Делчев паѓа како жртва на предавство на патот за Серес во селото Баница. Веста за неговата смрт одекна болно не само меѓу борците на револуционерната организација и македонскиот народ, туку и во круговите на странските дипломати, зашто сведочи и оваа телеграма на британскиот конзул. Во меѓувреме, во револуционерните окрузи, според решението на Солунскиот конгрес, се одржуваат окружни конгреси, на кои се потврдува одлуката за востанието. Битолскиот револуционерен округ на конгресот во селото Смилево на 2 и 3 мај 1903 година ја потврдува одлуката на Солунскиот конгрес и одбира главен штаб, во чиј состав влегуваат Атанас Лозанчев, Борис Сарафов, Даме Груев. Главниот штаб добива овластување да го одреди датумот на востанието и востанички устав кој ќе ги регулира правата и обврските на востаниците. Главниот штаб нешто подосна се состанува во селото Буф, Леринско, и донесува решение востанието да се крене на 2 август, на ден Илинден, истата 1903 година. Направен е план за акции,
според кој востанието треба да вивне во сите револуционерни реони и окрузи. Понатаму настаните што овој музеј ги одбележува, главно се концентрираат на Крушево и на неговата најблиска околија и се одвиваат речиси вртоглаво. На Смилевскиот конгрес Никола Карев беше назначен за началник на оружените сили на Крушево и околијата. Пред објавувањето на востанието, тој свикува советување во Биринска корија, каде се одбира штаб за операциите во Крушевската околија. Во тој така наречен горски штаб влегоа Никола Карев, Томе Никлев и Антиноген Хаџов. Се составува и прогласот до сите поробени кои стенкаат под османлиското робство. Браќа, брзаме да ве поздравиме со востанието. Денеска цела Македонија дигна востание и викна долу тиранијата. Да живее слободата и рамноправноста меѓу македонските народности. На овој повик се одве и командирот на турските војски во Крушево Сулејман Али и кметот на селото Алдинци Синан. Согласно решението на Смилевскиот конгрес, на стратешкиот и оперативниот план, ноќта на 2 август 1903 година, целата востаничка сила од над 750 борци, на знак на кампаните од црквата Свети Никола, тргна кон градот. 8 востанички и 2 доброволечки одреди се раштенија во 5 борбени групи. По полноќ со стрелба и камбани беше објавена борбата за слобода или смрт, а следниот ден Крушево 8 на слободно. Од југ се појави војводата Питу Гули со одредот и раскошно знаме, се запре на гумења и го постави знамето со златен крст од едната страна и со паролата «Слобода или смрт» извезена од другата страна. По ослободувањето на Крушево, началникот на востаничките сили Никола Карев на 3 август свика собир на граѓаните на кој беше избран градски совет. Советот се состоеше од 60 члена, по 20 од секоја народност. Овој совет во историјата на македонскиот народ е познат како Совет на Крушевската народна република, а за негов прв председател беше избран Никола Карев. Од членовите на Советот беше избран извршен совет од 6 члена, познат како привремена влада на Крушевската република. За председател на владата беше избран Вангел Дину. Сите овие значајни настани се случуваат токму во оваа куќа во која денес се чуваат спомените на Илинденската епопеја, а од тука издаден и прочуениот Крушевски манифест со кој неговиот автор Никола Карев, социјалист и револуционер, ги повика сите народности што живеат на оваа територија во борба против тиранијата за слобода и живот во братска заедница. И додека Крушево ја славеше слободата, другите делови на Македонија беа и понатаму во пламени крв. Но за жал, ни овде слободниот живот не беше долговечен. Точно 10 дена по прогласувањето на слободата, на 13 август, Бахтијар Паша со 18.000-ната пешадија со коњици и артилерија направи обрач околу ослободената територија. Востаничкиот штаб, проценувајќи ја безизлезноста на одбраната, донесе решение за повлекување на востаниците, но некој од нив свесно не ја послушаа наредбата.
така војводата Питу Гули. Кај Мечкинкамен со своите 40 борци, до последниот куршум во пушката го бранеше повлекувањето на востаниците. И на крајот, сите се самоубија со зборовите «Кога нема слобода, има смрт». За истата судбина се определија војводата Георги Стојанов и неговите 40 борци, бранејќи го остапувањето кај местноста Слива. Крушево и неговата околија беа поле на терор, пострашен и побезмилосен одошто порано. Терор осветнички, крвнички. Оние што го избегнаа ножот или куршумот, беа испратени на доживотни робии во занданите и пустините на Мала Азија. Илинденското востание и неговата трагедија предизвикаа силен впечаток меѓу прогресивната јавност во соседните земји и во Европа. Скоро цел еден зид во музеот го заземаат извадоците од разни весници кои пишуваа за Илинденското востание и за неговиот трагичен крај. Весникот Словенец, што излегуваше во Љубљана, во бројот од 10 август 1903 година пишува: Нови извештаи од Македонија потврдуваат дека новото востание нема само локално значење. На празник Свети Илија на 2 август по нов календар беше прогласено општо востание на Македонија и во Одринско. Загребскиот весник Обзор на 29 август 1903 година вели: Повеќе дни Крушево беше театар на крвави настани, театар на убивања, палежи и грабежи. Во Франција, социјалистот Анри Барбис исто така известува својата јавност за трагедиите што се случуваат во Македонија. А при крајот на последната просторија од овој меморијален музеј, покрај фотоси на разни странски новинари и мисионери кои доаѓале и пишувале за македонските востаници и за илинденската борба за слобода, ја читаме и изјавата на англискиот општественик и државник Едвард Бойл. Борбата на македонците представува стремеж кон слобода на еден јасно оформен и свесен народ.